И Струмичкиот музеј се вклучи во одбележувањето на светскиот или меѓународниот ден на културното наследство и денеска беше отворен за посетители да ги видат оние експонати кои што се изложени во постојаната музејска постановка овде во Струмичкиот музеј. Ова е причина да разговараме со првиот човек на Националната установа Завод за заштита на спомениците и музеј Струмица, директорот Ване Јованов. Господин Јованов, се вклучивте во оваа акција на одбележување на меѓународниот ден на заштита на културното наследство. Проче, може да ни кажете за каков ден станува збор? Така, денеска, 18 април, светскиот ден на културното наследство, односно денот на спомениците на културата и археолошките локалитети. По повод овој ден денешен, институцијата Завод и музеј Струмица прогласи отворен ден за сите посетители ширум странски и домашни за постојаната поставка и сите локалитети и објекти што спаѓаат под Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица. Влезот е бесплатен со цел да се поттикнат јавноста, луѓето и сите вклучени страни да се поттикнат за да дојдат и да видат да видат само еден мал дел од културното наследство што го поседува ова држава и воедно да се поттикнат што поголем број на посети низ културните институции широм државата, како во Струмица, така и во широм државата. Светскиот ден на културното наследство 18 април е прогласен од ИКОМОС, а прифатен од УНЕСКО и се празнува односно се обележува во целиот свет, па така и кај нас. За таа цел ние ја отвараме поставката бесплатно за сите луѓе кои што се заинтересирани да дојдат и да разгледат дел од нашето богато културно наследство. Благодарам. Рековте, а и јас ќе потсетам дека ова вклучување ни е директно од музејската постановка на Струмичкиот музеј, каде што е изложен само еден мал дел од богатото културно наследство кој што го има оваа поднебие, односно Струмичкиот регион. Во продолжение, имаше ли интерес од струмичани да ја посетат и отворениот ден на Струмичкиот музеј? Разговараме со музејскиот водич Томе Христов. Господине Христов, како беше денеска во Струмичкиот музеј? Имавте ли посети? Зашто најмногу се интересира струмичани? Добар ден и од мене. Како што рековте, денеска морам да признам дека имаше голем број на посетеност и голема заинтересираност од страна на струмичани, но и од страна на поголем број на ученици од основните и од средните училишта. До затварањето на музејот, како што бевме отворени до 15 часот и 30 минути, не посетија повеќе паралелки од училиштата заедно со наставниците и со нивните професори. Меѓутоа морам да кажам дека имаше и интерес од струмичани кои што нашле слободно време во текот на денот да дојдат да го посетат музеот и нашата поставка. Морам да кажам дека и претходно, не само денеска, имаме како што имаат и наставниците во својата програма, посета доаѓаат овде секојдневно да не посетат, меѓутоа денеска интересот беше посебно голем. Учениците можеа да видат тука во поставката што се имаме од артефакти изложено кај нас, од делот на археологијата, делот на историјата, делот на етнологијата, па така да интересот кај дечињата е секогаш голем и интересен. Можеа да се запознаат со, почнувајќи од праисторијата, од времето на неолитот и халколитот, па подосна во бронзеното и железното време. Им објаснивме моменти со раната антика, па се до во поставката до Првата и Втората светска војна и на некој начин модерна Струмица. Морам да признам дека секогаш интересот, особено кај машките ученици, кај децата и кај средношколците, најголем интересот во делот кај што е оружјето, таму им е повеќе интересно, меѓутоа и исто така и кај девојчињата кај што може да се запознаат со накит од средновековен накит, од омански период и слично. Предпоставам дека им дававте и објаснување од кој период доаѓаат овие експонати кои што се изложени овде во музејската постојана постановка овде во Струмица. Рековте постои интерес, зашто најмногу се интересира? Рековте дел за оружјето, но дали прашува младите струмичани? Секогаш позитивно сме изненадени од тоа колку учениците имаат прашања кога доаѓаат овде.
и тие што немаат прашање ги потикнуваме со начинот на водење овде да дознаат нешто плюс. Се интересираат исто така од почетокот, од праисторијата, им е малку поинаку дека се работи за подалечен период, меѓутоа им е објаснато како од страна на нашите археолози, кога одат на своите локалитети, кога ги изнаоѓаат нашите експонати и предмети што ги носат овде, им објаснуваме како нашите други колеги и колешки од страна на конзерватори сето тоа го изработуваат. Исто така ми е задоволство да им го пренесеме делот на етнологијата, нашата традиција, нашето богатство, културно и материјално богатство, начинот на изработка, сето тоа како е, бидејќи дел од работите се многу заборавени, помладите генерации немаат можности тоа сега да го видат, па така да се запознаваме со многу работи овде. Предпоставам отворени ќе бидете и во иднина за сите оние кои што ќе сака да ја видат оваа постановка овде, овие експонати. Така, не само денеска, како денот на културното наследство, ќе имат шанса струмичани секој ден од 8:30 часот кога почнуваме со работното време да доаѓаат овде да напосетат. Ние со задоволство ќе објасниме се што. Благодарам, господине Христов. Само да подсетиме дека освен денеска кој што беше отворен Струмичкиот музеј, ова институција подготвува и една изложба, би рекол доста интересна, која што ќе се реализира во четврток. Покрај мене е Магдалена Василева, историчар на уметноста. Најавив дека во четврток имаме изложба, но може да ни кажете за каква изложба станува збор, господи Василева? Добар ден и од мене. Па изложбата се представени хартиени листови на кои се испечатени икони. Значи, насловот на изложбата е хартиени графички икони. Таа е преземена од Прилепскиот музеј. Иконите се пронајдени пред неколку години случајно во Прилеп, така да на неја ќе бидат прикажани 43 икони од 100 пронајдени такви графички икони. И куратор на изложбата е Мимоза Христовска, таа во четврток ќе биде тука да си ја отвори изложбата, автор е таа, а ние само ја преземаме и ги прикажуваме една од најголемите колекции во Македонија на такви икони. Се надам ова нека биде и покана за сите. Да, ги покануваме сите љубители на уметноста, на старата уметност, на икони, на христијанската уметност, да дојдат да ги видат. Уникатни се, единствени, некои се печатени во Света Гора, некои се печатени во Виена, некои се печатени во Венеција и се од периодот од 18 до почетокот на 20 век. Благодарам многу. Ова би било се од ова, односно нашето вклучување од Струмичкиот музеј, кој што денеска беше отворен за посетителите, а веќе в четврток во 20 часот љубителите на уметноста ќе може да видат изложба со дела кој што е преземена од Прилеп.